На 23 март во Штип ќе пристигнат сите проректори за меѓународна соработка од универзитетите членки на Европската универзитетска алијанса. Тие ќе учествуваат на низа работни состаноци посветени на студентските и професорските мобилности. Ќе се прави пресек на досегашните академски размени, а истовремено ќе се утврдуваат насоките за идните заеднички активности. Средбите ќе траат до 27 март. Специфично од 23 до 27 март се планирани една серија на активности во рамките на Европската универзитетска алијанса ACE во која што сме членки, кои што активности произлегуваат од работата на алијансата, а се поврзани со неколку настани. Од една страна ќе има настан кој што е поврзан со во смисла темата на настанот ќе биде утврдување, насочување, дефинирање, односно еден преглед на која насока биле и се оствариле мобилностите до сега во алијансата, во смисла мобилности на студенти и на професори, размена на студенти бидејќи учествува на разни едукативни активности и слично. И вториот настан ќе бидат, се разбира, присутни тука и меѓународните, односно проректорите за меѓународна соработка, сите вклучени во одделот за меѓународна соработка и разни стейкхолдери и локални чинители од различните земји членки во алијансата. Идејата, како што посочи Никодиновска Крстеска, е да се утврдат и да се постават темелите на правниот ентитет на новата Европска универзитетска алијанса. Идејата е во овие 2 дена ние во суштина да ги утврдиме и да ги поставиме темелите на правниот ентитет на новата Европска универзитетска алијанса. Значи ние како алијанса се ја креиравме, формиравме конзорциум од 9 универзитети, меѓутоа идејата токму на оваа алијанса и тоа е идејата на Европската комисија е да се креира еден правен ентитет, еден единствен европски универзитет кој што ќе има меѓународен субјективитет и кој што ќе како универзитет еден сочинет од овие 9 ќе може да издава европска диплома на студентите која што ќе биде признаена. И практично преку овој ние единствен европски ентитет ние ќе направиме заеднички мастер програми, постдипломски студии, заеднички докторски студии и понатаму здравје во наимнина на долгорочен план и заеднички додипломски студии. Инаку накрај е предвидено Музичката академија да организира и целовечерен концерт со цел да се доближе македонската култура, песна, традиција до гостите, кои што ќе ги има универзитетот во градот Подисарот.